ВМРО е Македонија. Идејата за независна и суверена Македонија долги години се проткајувала низ вековите, ранејќи ја душата на македонецот. Основните постулати за промовирање на таа идеја доаѓаат од доајенот на македонската кауза, македонската мајка доилка на револуционерниот аскетски живот, натрешната македонска револуционерна организација или скратено ВМРО. Се започна годината 1893 на 23 октомври, кога група млади ентузијасти ја започнаа приказната и ја испишаа историјата на Македонија. Принципите и вредностите на тие патриоти беа вметнати во уставот и правилникот на организацијата. Нивните идеи за подобра Македонија денеска ги носиме и ние, бидејќи истите тие вредности се запишани во статутот на современата ВМРО, Демократската партија за македонско национално единство. Круна на успехот на нашите револуционерни предци беше отпочнувањето на Илинденското востание и формирањето на Крушевската република, а денеска круна на успехот на современите револуционери ќе биде зачувувањето на основните македонски бележја и етаблирањето на земјата во евроатлантските структури. Состанокот се одржал во саботата навечер во станот на Христо Батанџиев. На него присуствувале Даме Груев, Иван Хаџиниколов, Петар Попарсов, Христо Татарчев, Андон Димитров и домаќинот Христо Батанџиев. На средбата била разгледана општата ситуација во Македонија. Тие констатирале дека положбата на населението е неподнослива. За нејзино подобрување била потребна една планомерна и сериозна акција. Откако заклучиле дека е залудно да се надеваат во можноста за легално подобрување на положбата на христијанското население, едногласно ја прифатиле идејата за тајна револуционерна организација. Тогаш Хаџиниколов рекол: "Од сега па натаму треба да бидеме подготвени за секаков ризик, дури и на бесилка да одиме." Според Хаџиниколов, тогаш биле прифатени и следниве начела: организацијата да е тајна и револуционерна, нејзината територија да ја сочинува само Македонија во нејзините географски и етнички граници, поради што ќе се нарекува и внатрешна. Во неа ќе членуваат родени и лица што живеат во Македонија, без разлика на вера и народност. Политичкото верују на организираните македонци е автономија на Македонија. Да се чува самостојноста и организацијата за да не падне под влијание на политиката на соседните држави. Откако се оформил скелетот и структурата на организацијата, тогаш се издиференцирале и потребните органи за раководење. Конституиран е Конгресот како најврховно тело и централен комитет во кој влегле 6 основоположници, институцијата Конгрес и Централен комитет денеска постои и е во функција и на современата ВМРО ДПМНЕ и е загарантиран во членот 17 од статутот на партијата. Исто така било поставено и прашањето за физиономија на организацијата, тоест за нејзиниот устав. Македонскиот интелектуалец Петар Попарсов бил задолжен за да го подготви нацрт уставот на ВМРО. Врз основа на последната одредба од уставот бил изработен и правилник. Правилникот содржи 50 членови кои се распоредени во 11 глави. Во нив е разработен составот, устројството, управните тела, должностите на секое управно тело и член на организацијата, понатаму кореспонденцијата, тајната пошта, финансирањето, казните, вооружувањето и многу други потребни елементи
кои се неодминливи за функционирање на еден гломазен и легален апарат. Првите чекори беа тивки и предпазливи, но понатаму во иднината гласот и работата на МРО надалеку се слушаше по европските и светските метрополи, особено по отпочнувањето на Илинденското востание. Организацијата имаше организирано неколку општи конгреси на кои се дискутираа важните, есенцијали, стратешки прашања, но исто така и името на организацијата еволуираше од конгрес до конгрес. Така, например, на основачкиот конгрес во 1893 година беше решено да се употребува името МРО, Македонска револуционерна организација. На вториот сеопшт конгрес името е променето во ТМОРО, Тајна македонска револуционерна организација. На вториот Солунски конгрес нема измени на името, но затоа пак на конгресот по Илинденското востание, одржан во Рилскиот манастир во годината 1905, името ја доби формата ВМОРО, Внатрешна македонска одринска револуционерна организација. Префиксот тајна е избришан бидејќи по востанието и јавното декларирање за улогата во него немало потреба револуционерите пак да ја држат организацијата во тајност. Финалниот формат ВМРО се добива 1913 година во Пиринска Македонија. ВМРО директно и индиректно зеде учество и во младотурската револуција, во двете балкански и во Првата светска војна. Големи маси на луѓе од Македонија